Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам за вниманието. Во наредните 20 минути ќе зборуваме за медицинските сестри, односно за нивните проблеми и статусот кој го имаат во здравствениот систем. Мој денешен гостин и соговорник во магазин Здравје е магистар Гордана Бешлиовска, председател на Сдруженијето за нас и на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. Сестра Гордана, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време и што сте повторно дел од магазин Здравје. Ви благодарам на поканата, ви благодарам што го подигате гласот на сестрите, што ја следите континуирано целокупната наша активност, нашата работа, нашите проблеми, се она што е актуелно околу медицинските сестри. Така, постојано, да, како што рековте, ја следиме, постојано сестрите имаат вакви или онакви проблеми, меѓутоа вчера по долго инсистирање одржавте средба со министерот Беким Сали. Има ли слух од актуелните здравствени власти за надминување, односно решавање на проблемите на медицинските сестри, кои во текот на емисијата и ќе ги споменеме? Па, со оглед на тоа дека со години наназад, нели, многу пати проблемите на медицинските сестри се повторуваат, со оглед на тоа дека постојано ги решаваме со некои инстант решенија, некои времени одлуки, некои времени закони кои што повторно не навраќаат, нели, на истите проблеми, дојдовме до еден момент во кој што можеме малку да се пофалиме или да се заблагодариме на сегашниот министер за здравство, кој што има слух за сето оноа кое што ние го бараме и во многуте средби кои што ги остваривме во периодот наназад со министерот и неговите служби, дојдовме до моментот и да го работиме предлог законот, кој што знаете дека долго време Унијата и Сдруженијето, долго време го потенцираме и го кажуваме дека е многу важен како генерално и основно решение за сите наши проблеми. Успеавме, Унијата, Сдруженијето учествуваше во целокупната таа работа, се подготви тој предлог закон, на наше задоволство ги поминува сега потребните административни филтри и се надеваме дека скоро ќе дојдеме до сето оно кое што, нели, е основата на нашата професија, образованието, интервенциите, работните задачи, нашето образование и нашиот правен субјект, комората, која што треба медицинските сестри, значи да ги презентира во раководните структури, да ги имплементира тамо каде што се носат одлуките. Така да останува сега на време да видиме последните филтри како ќе ги помине во административните служби сето оно кое што следи, нели, како што следи за донесење и донесување на еден закон. Меѓутоа, како што кажавте, ние вчера имавме средба и на мое задоволство покрај синдикалните прашања кои што заедно ние со Сојузот на синдикати и Гранковиот синдикат за здравство ги направивме во дневниот ред, меѓу другото со министерот разговаравме малку и на оваа тема околу предлог законот и јас со задоволство можам да кажам дека јавно му се заблагодарувам што ми даде многу голема надеж во текот на вчерашната средба дека сепак ќе успееме да го добиеме законот и дека сепак ќе се оствариме како професија во тој закон конкретно во пракса? Па со оглед на тоа дека нашите интервенции во здравствените институции не се потврдени и имаме голем проблем во образованието, вие сте самите сведоци на сите оние забелешки кои што ги имаме во делот на образованието на медицинските сестри, посебно со вонреното дошколување на медицинските сестри. Да, не се признава, многу менаџери не го признава. И така, со оглед на сите оние проблеми кои што ги имаме со непризнавањето и непрепознавањето на сестрите во институциите, со нивното високо образование, со нивните специализации и сите оние проблеми кои што нели настануваат со оглед на тоа дека не си ги знаат сестрите интервенциите и одговорностите, каде им почнуваат, каде им завршуваат. Да би била малку појаснат како изгледат нештата, значи вие кога ќе го признаете високото образование на една сестра со високо, одговорностите поради неутврдените интервенции не можете да ги зададите. И тие заедно со колешките со средна стручна спрема работат истата работа, меѓутоа на први земаат по основно образованието различна плата и тоа донесе до големи дискриминации, револти и така. Така да законот би ги поставил интервенциите и би ги поставил ограничувањата. Сепак нашите интервенции, всушност ние како носители на здравствената нега, медицинските сестри се носители на здравствената нега, ние имаме интервенции кои што по Светската здравствена организација врз основа на категориите на пациентите во кои што се категоризирани врз основа на тежината на болеста, се имаат интервенции кои што ги следуваат од медицинските сестри, а тоа е време траењето и зависноста на пациентите од нас колку и каква е. Тука се одговорностите на сестрите по различни основи, значи различни. Кој каква одговорност понесува и кој какви интервенции. Би требало, значи, и образованието кое што е многу важно. Вие знаете дека
во текот на пандемијата Светската здравствена организација многу пати апелираше до здравствените власти да се инвестира во образованието на сестрите, бидејќи стратешки доколку не допринесеме и не направиме во развојот на образованието на сестрите, ќе се соочиме со огромни дефицити и со неквалитетен кадар во болниците. Веќе со години, деценија. Така, ние сме сведоци на здравствени системи во некои земји во светот каде што заради вореното дошколување, курсистичкото учење и несоодветното образование се пропаднати цели здравствени системи. Так. Сакам да кажам колку е важна медицинската сестра во здравствениот систем, во целокупната алка како најмногу бројни во целокупниот здравствен систем, значи мора многу да се инвестира во образованието и мораме многу да внимаваме какви кадри вадиме, доколку не бидеме сериозни во програмите и во начинот на кој што ги образоваме медицинските сестри, ние не само што ќе се соочиме со одлив и со не само што ќе се соочиме со недостаток на медицинските сестри, ќе се соочиме и со многу намален квалитет во болниците, на жалост кое што нели ќе оди се на штета на пациентите кои што се нефункционалност во здравствениот систем. Апсолутно, значи апелирањето стратешко на нашето здружение, на нашата унија каде што сме здружени сите ние здруженија, меѓу другото е едукацијата, образованието на сестрите, меѓутоа заради тоа што немаме репрезенти, ете и мораме нели малку и просиндикално да делуваме, па да ги постојано подигаме гласовите за проблемите на сестрите во болниците и апропо тоа интервениравме во синдикатот заради неспроведени одлуки од колективниот договор кој што веќе сме ги постигнале како унија и како здружение, да речеме. Да, чинам 21-та. Да, имавме, знаете многу убаво, како што кажав, ги следите сите наши активности во тој период, значи се донесе анекс договор врз основа на кој што се задолжија здравствените институции додатоците за високото образование да ги овозможат на сестрите со напомена за систематизација на нивните места. Голем број од менаџери тоа го направија, голем број од болниците тоа го направи, им го призна, меѓутоа стана едно 7-8 институции во кои медицинските сестри така и понатака се на таков начин третирани. Така да проблемите се многу ми е жал кога се враќаме на истите нешта повторно. Со години тука ќе ги поканам и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 0231165666. Мој денешен гостин и соговорник во магазин Здравје е магистар Гордана Бешлиовска, председател на Сдруженијето за нас и на Унијата на Сдруженија на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. Чинам најгорлив проблем на медицинските сестри и останатиот медицински кадар кој го застапувате во ова време, време на немаштија, што би се рекло, се платите. Дали навистина лекарите зимаат 5 пати повисоки плати од сестрите? Така е. Значи, јас на пресконференцијата која што имавме пред состанокот со синдикатот, каде што имавме еден утврден дневен ред, каде што една од првите точки беше коефициентот на сестрите со средна стручна спрема и нивните лични доходи, кои што на жалост се многу доближени до републичкиот минимален личен доход и една плата на една медицинска сестра со еден основен коефициент и почетничка е 20-21.000 денари во против вредност, така да кажам, и тоа е веќе, како да кажам, многу незадоволството е веќе многу големо и останаа некои ветени проценти кои што не се остварија како такви и така понатака и ние моравме да реагираме за овој коефициент нели да се подмести затоа што дојдовме во ситуација да таа дискрепанција и тој сооднос што го кажавте е веќе 1:5. Ние немаме ништо против докторите да ги зимаат нивните лични доходи, во тоа да не се разбереме погрешно. Ве поддржуваат ли докторите? Па да ви кажам искрено, бидејќи постојано тимот е тој, сестра лекар. Имаат можност практично тоа да ни го покажат, еве сега да ни дозволат да го оствариме законот, да ни дозволат да се оствариме во комората, да не препознаат во институциите затоа што ние во високите здравствени институции не сме застапени во образовниот процес и тоа е исто многу голем проблем, а сметам дека ние како сме најкомпетентни да ја водиме клиничката пракса и негата и предавањата по нега на болен. Меѓутоа ни ги предаваат лекарите и јас со должна почит према нив, меѓутоа истите тие менаџери кои што ни предаваат на високите институции, кога ќе дојдат сестрите школовани во болниците, не им ги признаваат високите образованија. И тука некако значи би дала одговор на ова прашање, можеби не со
однесува на сите, можеби не се однесува секаде, секогаш има исклучоци, да. Меѓутоа, на жалост е тоа така. И овде паралелно ќе ги спомнам и сестрите од концесионерските и од матичните амбуланти. Ние сме сведоци на тоа дека постојано здруженијата на матичните доктори го барат покачувањето на капитациите и го поздравуваме тоа. Сестри, и сакаме да биде така. Меѓутоа никогаш не слушнавме каде се наоѓаат сестрите во тие покачувања и како они ќе бидат третирани со зголемувањето на капитациите, бидејќи тие се сите наше членство. И тие по ниту еден друг закон не можат да си се остварат себе си, бидејќи многу пати сум кажала и пак ќе кажам, ние ќе имаме средби и јас ги повикав нивните председатели на здруженијата со нашето здружение да и до фондот за здравство ќе се обратиме, тоа ни се некои стратешки планови во здружението да може да дојдеме до некоја унифицирана рамка или правилник или некоја долна горна граница на личните доходи на тие медицински сестри, затоа што тие сега се врз основа на некоја добра волја на нивните работодавци. Во неизвестност, доколку се затвори ординацијата или па тоа е друг проблем, меѓутоа и остварувањето на слободните денови, на годишните одмори, начинот на кој што се платени. Дури матичните лекари немаат годишен одмор. Работните, видите, значи наш дел се медицинските сестри и ние мораме ово да го истакнеме дека тие настапуваат боледување, тоа е право на боледување. Мора да си најдат замена за да можат да си дозволат или да си дозволат тоа нормално од секој боледување не е нели по сопствена волја секому. Чинам дека овие средби што ги остваривме со синдикатот и она што вчера успеавме кај министерот заедно со председателот на Сојузот на синдикати и со председателот на Гранковиот и со подпредседателите, да му на министерот објасниме подетално нели како и што ќе има во делот на подместувањата на личните доходи и какво би било задоволството во моментот во ова огромно незадоволство кај здравствените работници. Добивме огромна поддршка, тој не поддржува и апсолутно се сложува. Добро, ќе следиме, ќе видиме и дали ќе предеме конкретни чекори. Важна е неговата поддршка таму каде што ќе се одлучува за средствата, таму каде што ќе се одлучува да се донесе одлуката, неговото разбирање и неговото позитивно влијание е многу важно за да имаме добар исход. Добивме ветување дека покачувањето нормално би можело да следи од 2023 јануари. Јас нема да навлегувам во синдикалните математики на коефициентите, како тоа се тоа и луѓето тоа ќе се проектира во бруто и во нето, меѓутоа целта е да се подместат медицинските сестри со средна стручна спрема од оној низок коефициент кој што го имаат и да се одлепат од минималецот малку со да не биде тој со однос 5:1 туку што поблизок. И сега тука е оној дел каде што нормално инсистиравме за да се исполни колективниот договор за додатоците кои што беа решени со анекс договорот за оние сестри кои што се во болниците, а добиваат условно некој додаток од 6.000 до 7.000 денара. И така тој го проектираат на ливчето за плата, така народски ќе се изразам, како додаток на плата, меѓутоа нивните смени и дежурства се пресметуваат и понатака на стариот коефициент, значи тие не се систематизирани со решенија на работните места со нивното образование. Добивме ветување од министерот. Повеќе работата, помалку земаат? Не, тие добиваат личен доход, меѓутоа не се поставени на тие места и не ги оправдуваат средствата со решенија за тоа работно место. Не се систематизирани по колективните договори. Министерот ни вети дека врз основа на дека со помош на сите негови служби и можности, ингеренции и неговиот авторитет, тој на сите овие институции во кои што имаме вакви сестри ќе реагира и ќе бара апсолутно спроведување на анекс договорот и овие сестри да бидат систематизирани и овој додаток веќе да биде преточен во основен коефициент на нивните плати и оној проблем што го имаме во одредени институции каде што заради високото образование во одреден дел од менаџери ги вадат од смени, така ќе кажам, и од дежурства медицинските сестри, затоа што условно на крајот на месецот да не земеле, не знам, поголеми суми. Многу ми е срам ова што морам вака да го кажам и да го објаснам, бидејќи нема Но тоа се случува во пракса, вие ги знаете. Нема ниту еден правилник, ниту некаде нешто сретнавме. Здруженијето и Унијата станаа членови на Балканската асоциација во меѓународниот свет. Имавме толку многу средби во изминатиот период, бевме присутни на многу меѓународни конгреси, имавме прилика да се сретнеме и со председателот на ЕФНА на сите меѓународни асоциации. Да видите како функционираат и во регионот. Ова нешто дури, значи, се чувствувавме толку многу непријатно да го кажеме и да го споделиме како искуство што се случува покрај тоа дека го немаме законот, ама ете имаме нели желба и поддршка од министерот дека ќе биде. Овие некои други примери кои што ни се случуваат, еве јас јавно кажувам дека никаде во регионот
И ниту има таков пример, нити некаде такво нешто се случува со сестрите. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме понатаму со останатите проблеми. Почитувани, во програма сте, повелете. Поздрав до вас и сакам едно прашање. Дали е нормално учениците да одат 4 години средно медицинско образование, да се водат во 5 часот наутро и цело време да одат на пракса, да се обучени како сестри и после да се пишат, значи да продолжат со високо образование, а некои од текстилни ученици или вработени како хигиеничарки да само дополагат воредно некои испити и на крајот повторно да бидат во истиот ранг, да не знаат да боцкат, да не знаат притисок да мерат, да не знаат ништо, да ги дадат дипломите и да бидат исто медицински сестри. Дали е тоа нормално да не лекуват и да не, значи во институциите за здравствени установи етикетирани како медицински сестри со текстил? Констатацијата ви е на место, би рекол. Да, секако ќе ја продискутираме. Ви благодарам за зајавувањето. Да. Ова е нешто кое што дополнително, значи, го симнува достоинството на медицинските сестри, меѓутоа јас многу пати сум кажала и пак ќе кажам, овие сестри на условно или овие здравствени работници кои што си го барат местото под небото, така ќе кажам, си ги користат само можностите кои што им ги дал законот и си го користат своето уставно право. Значи ние не можеме вината да ја побараме во нив. Ние мораме да најдеме начини и инструменти со Министерството за образование, овој начин на вакво дошколување, на вакво курсистичко, како што го кажуваат народно, и ние самите не знаеме. Да, порано беше курсеви, сега е и самите не знаеме, така, и самите не знаеме, и самите не знаеме како и на каков начин сите индивидуално си се сноѓаат да дојдат до дипломи. Тие дипломи се рамноправни и на сите конкурси во здравствените институции, тие се рамноправни и се најконкурентни, затоа што пак болниците распишуваат конкурси за сестри со средна стручна спрема. Како што кажа гледачката, тие кои што се школуваат редовно одат на високите школи и после не може да бидат конкурентни на конкурсите во болниците. На конкурсите ги имате овие преквалификувани од секакви категории, кои што на секаков индивидуален начин се снашле во средните медицински училишта, ворено да го дозавршат образованието, и тие се конкурентни и тие се тие кои што се вработуваат во болниците, а овие кои што се редовно завршени, читам дека нашата професија не е професија која што треба ворено да се дошколува. Меѓутоа нас не убедува цело време. Го рече 4 години пракса по болниците, училишта, Апсолутно не треба да биде професијата. Нашата професија не може ворено да се дошколува. Значи баш заради таа клиничка пракса, заради таа пракса во болниците кој што треба да се помини, кој што треба да биде многу повеќе од теоријата. Меѓу другото, некои студии кажале дека медицинските сестри поминуваат по 4 часа за една смена со пациентите. Тоа е многу време во кое вие треба да се остварите како сестра, во кое што сте должни по закон и по пропис 7 упружите на пациентот, да се остварите како да го надополните сето тоа со вашите карактерни особини во делот на точност, професионалност, секако што ви доликува на униформата, и меѓу другото да бидете во рангот на делот на комуникација со семејствата и да бидете дел од оно што се вика унапредување на здравјето, спречување на болестите, здравствено воспитување на пациентите. За сето тоа не може вонредно да се дошколувате. И сето тоа не може да ве донесе и да бидете на ниво на задачата и да оправдате униформата, да бидете достоинствени, да ја стекнете довербата кај пациентите, и жалосно е што довербата кај пациентите паѓа. И жалосно е што мора сите сестри сега да ги едноставно во исти кош да ги не може тоа така. Значи и овие кои што завршуваат не можеме да ги линчуваме, така ќе се изразам, бидејќи тие не се виновни. Ние апелиравме во Министерството за здравство, баравме од министерот средба со министерот за образование и мора овие програми, доколку мора да останат и доколку се уставно право на вистина за преквалификација, да се регулираат и да имаат едно ниво на дошколување и временско и квалитетно и со клиничка пракса, и да добиваме некои кадри кои што ние бараме, кои ќе се појават во болниците, да ги следува приправнички стаж. Тоа е нашиот став, кој што кажува дека и со министерот зборувавме, тој многу пати ни кажа дека нели тоа треба со правните служби да се види како може да го оствариме, да една година во болниците задолжително поминуваат како лекарите што по завршување поминуваат приправнички стаж врз основа на кој ќе добијат карактеристики, дали се способни и спремни за самостална работа и за полагање на државниот испит и лиценци ние се уште немаме, меѓутоа со законот ќе ја добиеме и лиценцата за професијата и со комората, па ќе дојдеме и до тој момент. И се надевам дека
некако овој проблем ќе го решиме, бидејќи се повеќе и повеќе ја разнишува довербата на пациентите Така, према... и внатрешно, меѓусебно, ствара Тоа е веќе таа резигнација, веќе не знам недовер. како ќе ја надминуваме, значи растат проблемите во болниците внатре по секаков основ и по основ на ова признавање на високите школи, и по основ на овие ниски коефициенти, и по основ на овие вонредни дошколувања, по основ на тие внатрешни прераспределувања внатре во болниците, по основ на овие вакви одлуки, како што ви ги кажа во некои болници, да се прави селекција, дали овие сестри ќе дежураат или тие не, мислам дека не заслужуваме такви поделби. Законот за здравствена заштита не опишал само во 2 групи. Да, меѓутоа, сестра Гордана, морам да констатирам дека во јавноста се погласни се критиките токму за ова што го говориме, дека повеќе акцент се става на квантитет. Секој, како што рековте, си ја користи приликата и законската можност, има вработување, сведоци сме во јавните здравствени установи по разни основи, значи со секакво образование предходно, дури по национална основа, меѓутоа некако се занемарува квалитетот, а сето тоа е на грбот на пациентите, мора да признаеме. Па суштината на нашето постоење се пациентите и ние треба се да правиме за нив. И нашето образование, и нашата работа, и нашиот труд, и сето оно што го работиме треба да оправда довербата кај пациентите и тоа е факт. По секоја професија има карактеромани, има и во нашата, меѓутоа мора да кажам дека за да бидете во оваа професија, значи сме кажале многу пати доблесно и нашата професија е живот, не е само професија. И многу тешко ви паѓа кога вие како професионалец се остварувате во институција, а од друга страна ви се меша политичката реторика која што мислам дека нема место меѓу професионализмот таму каде што е здравието. Не можете главните сестри врз основа на политички определби да ги поставувате во болниците, а да немаат искуство, а да не можат и не се способни да менаџираат. Значи на нас не ни се потребни главни сестри во болниците кои што ќе ни ги делат сестрите по основ на партиска основа и дали некој ќе оди во смена или во не. Тоа е многу горок проблем. Во нашето здружение се слеваат голем број на жалби и поплаки. Сега нека ми извинат, не се сите меѓутоа имаме случаеви спорадични секаде каде што сестрите се изложени буквално на мобинг, тортура. Па да, ама на жалост и од одредени нивни раководни главни сестри кои што си ја сваќаат позицијата, нели, на некој таков начин. Ние сме професионалци во нашата работа и нема место тука за идеологија. Идеологијата е многу убава, меѓутоа не е за болниците, не е за таму кај што се бориме, каде што се бориме за здравието. Со законот дека ќе се направи чекор напред и пред се во интерес на пациентите, за жал и времето ни е ограничено, така да ќе следиме. Мора да само да ми дозволите, сакам да дадам еден јавен апел до сестринството. Значи, сметам дека сум компетентна со сите овие години наназад со подигањето на гласот за сите наши проблеми. Компетентна сум, имам пред се човечка потреба и професионална и сестринска да им се обратам на сестрите и да им кажам дека не смеат да си вршат притисоци едни на други во болниците. Треба да престанат поделбите на сестрите меѓусебно, на сестри високи, специализирани, неспециализирани, признаени, непризнаени. Секој еден проблем треба да биде заеднички проблем. Кога ќе ги решаваме проблемите на сестрите со средно, треба да бидат сите уз нив. Кога ќе ги решаваме проблемите за сестрите со високо, да бидат сите уз нив. Не смееме да дозволиме на нашата професија да направиме вакви резигнации, вакви поделби меѓусебни и овие нешта што ги кажавте да дозволиме да делуваат и да го разнишаат колегијалното и достоинственото во Здруженијето и унијата многу во овој смер има направено по однос на тоа. Многу апели. Да, следиме, времето не навистина го надминавме. И би сакала на ваков начин да ги поздравам и да ги замолам да размислат за таква сплотеност. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Ве очекуваме со задоволство и ќе следиме како ќе се одвива сето ова и средбите и ветувањата. Почитувани, одиме со реклами, се враќаме повторно назад во студиото.